Здраво, да додевте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за имуногеност. И да започнеме. Значи, нашиот имун систем, адаптивниот имун систем, од страна на Б клетките, генерира огромен број на различни pattern recognition рецептори, кои ние ги нарекуваме антитела. Тие имаат главно протеинска структура и имаме многу разновиден вид на антитела, така сите се различни. Значи, ова е вид множество на антитела овдека што го направив. Имаме различни антитела кои ќе бележам овдека со точки. Така, сега, во природата, кај различни патогени организми, постојат одредени молекули, различни видови молекули, кои дека ги бележам со сини точки, кои можат да бидат препознаени од страна на нашите антитела. Така, значи имаме овдека едно наше антитело кое препознава оваа молекула, така што ако има препознавање на нашето антитело, таа молекула ја нарекуваме антиген. Така што сега тука на десно, во сино, имаме множество на сите антигени што би можеле да се сретнат. Односно, секој антиген може да се врзе со одредено антитело, така, од ова левото множество. Ова, например, со овој тука може да се сврзе и така натаму и така натаму. Сега, интересното е дека врзување на едно антитело со еден антиген не мора да покрене секогаш имунолошки одговор. Така, значи имаме овдека овие со Y молекули, така, што ги бележиме, антителата. Значи она може да се врзе со одреден антиген, така, но тоа не мора да покрене имунолошки одговор. Обично ќе се случи тоа, но не мора секогаш. Сега, сушност во множеството на антигени имаме подмножество кои ќе обележиме вака со портокалова боја, кои ќе ги наречеме имуногени. Односно, имуногени се сите антигени кои кога ќе се поврзат со антитело предизвикуваат имунолошки одговор. Тоа значи дека ова овдека поврзување, така, и ова овдека поврзување ќе предизвикаат имунолошки одговор. Така, значи тие две ќе предизвикаат имунолошки одговор. Додека ова врзување овдека, бележиме со фиолетова боја, нема да предизвика имунолошки одговор. И ова може да се напише со зборови, значи ова се да се објасни со зборови, но ако го немавте ова објаснување со множества, ќе звучи на прв поглед конфузно. Сега, ако ова го објасниме со зборови, ќе звучи вака. Сите имуногени се антигени, но со сива, сите антигени не се имуногени. Така, значи имаме одредени антигени, вака сега што бележам со сива боја овдека, кои не се имуногени, кои ако се врзат не покренуваат имунолошки одговор. Така што имаме антигени кои се имуногени и имаме антигени кои не се имуногени. Односно, сите имуногени се антигени, али не сите антигени се имуногени. Сега, тие антигени кои не се имуногени, најчесто се некои мали молекули кои влегуваат во многу слаби интеракции со антителата, така што не покренуваат специфичен имунодговор. Така, значи, тие антигени кои не се имуногени, вака, кидаме, кои не се имуногени, се најчесто мали молекули. И тие мали молекули ние всушност ги нарекуваме со друго име, ги нарекуваме хаптени. И ќе бележам со некоја си вакво мало триаголниче. Значи тие се толку мали молекули што во однос на самото антитело толку се мали што не може така да се врзат, односно влегуваат во многу слаби интеракции кои не поттикнуваат имунодговор. Сега,
како ние можеме да извршиме еден вид имунизација против вакви молекули. Интересно е како им текнало да направат специфични антитела за вакви молекули и тоа го направиле на следниот начин. Зимаш молекула која е носач. Најчесто носачот е некој си протеин или некоја си друга голема молекула. Значи земаме една голема молекула, така која нарекуваме носач, односно carrier, и на тој носач специфично се прикачуваат овие малите хаптенчиња. Така кои ги бележам со триаголници. И така натаму и така натаму. Значи на носачот ги прикачуваме хаптените. И сега се доволно големи, мислам се прикажани на површината на нешто големо, така што можат да бидат препознаени од страна на одреден, ќе обележиме како Y, од страна на одредено антитело. И тоа не само од еден вид на антитело, дури ќе бидат препознаени од 3 различни вида на антитело. Така што овој носач, заедно со хаптените, ќе дозволи да се врзат 3 различни видови на антитела за него, кои понатаму нели ќе се размножат тие Б клетки и ќе видиме кои се тие 3 различни видови на антитела. Ќе се добие, значи антитело, ќе обележам со Y. Така, кое ќе биде антитело само за хаптенот? Ќе се добие антитело кое ќе биде специфично само за носачот. И ќе се добие антитело кое ќе биде специфично за конјугатот на носач плюс хаптен. И овој пристап истражувачите го искористиле за да видат колку антителата може да бидат специфични кон даден антиген. Односно, ги користеле овие хаптени и ставале на носач, значи земале еден носач, земале носач и ставале на него хаптени кои се разликувале многу малце по својата структура. Така, например, ставаш еден хаптен и ставаш друг хаптен кој е малце поразличен од него. Мислам, првично ќе имунизираш со вакви сини хаптени, така, ќе имунизираш со вакви сини хаптени и организмот ќе направи антитела, така организмот ќе направи антитела кои ќе се врзуваат за овие сини хаптени и понатаму ќе внесеш хаптени кои не се со носач, ама кои се малце поразлични од синиве. Така, значи малце посветло сини. И ќе видиш дали ова антитело ќе влијае, односно ќе се врзе со тој хаптен. Ако се врзе, тоа значи дека антителото не било до толку специфично. Ако не се врзе, тоа значи дека антителото било многу специфично. И експериментите кои ги направиле, добро, тука е една слика која сега ќе ја објасниме. Значи првин земал носач, така значи земал носач и на него како хаптен го ставил прво соединение, аминобензен, односно алин. Така го ставил како носач, мислам како го ставил како хаптен. И земал, имунизирал зајак со тоа. И потоа земал серум, антисерум од зајакот и ги додал сите овие 3 супстанции. И интересно е дека антисерумот влијал само на супстанцата со која бил имунизиран. Така, не се врзувал за останатите супстанции, иако имаат слична структура. Исто да го направил и со другите супстанции. Земал зајак, го имунизирал со орто-аминобензенска киселина и потоа антисерумот од тој зајак го тестирал на сите 4 антигени и тој антисерум реагирал само со орто-аминобензоинска киселина. Така, значи бил специфичен. Исто се случува со мета и со пара. И тоа ни покажува дека кога имунизирал со кое било од овие, одговорот бил само кон тоа. Немало процес кој се нарекува вкрстена реакција. Значи не се појавила вкрстена реакција. Вкрстена реакција значи дека ако, да речеме, имавме носач, каде што ова го ставивме како хаптен, така и се направи антитело кој ќе врзува тој хаптен, ќе го направиме со црвена боја. Се направи антитело
кој ќе го врзува тој хаптен. Така, и понатаму да земеме антисерумот тој од тие антитела и да го дадеме овој хаптен. Ако ова антитело се врзе и со него, во тој случај ќе имаме вкрстена реакција, што е интересна работа. И сега него направи баш убаво овдека. Значи, ако го земеме овој како еден хаптен и овој ако го земеме како друг хаптен, и ако имаме едно антитело кое може да се врзува и со овој хаптен и со овој хаптен, во тој случај имаме вкрстена реакција. Сега имам уште една слика која ќе ни покаже колку всушност е голема специфичноста на одредени антитела, иако структурата на антигенот може да е релативно иста. Да речеме имаме антитела кои се специфични за леукотриен С4. Океј. Значи за оваа структура. Сега гледаме овдека друга структура која е навидум слична. Така, значи овдека нема тука Синџиров нааму и затоа реактивноста е 5%. Така, ако ова е 100, така, ова ќе биде 5%. Иако има релативно слична структура. Значи има некоја си мала вкрстена реакција, но многу мала. Ако имаме повторна структура каде што овдека исто изгубен дел, ќе имаме 0,5%. Ако е ваква структурата, тоа ќе биде 0,001%. Значи, при релативно слични структури имаме сосема специфичен одговор. Значи, немам некој си општ одговор дека од прилика изгледа така, добро, ќе се врзе со антител. Не, мора да изгледа баш на одреден начин, мислам да биде структурата баш на одреден начин за да се врзе. Нормално ќе има некоја си мала вкрстена реакција, но таа ќе биде евте мала, така 0,5. Еве сега само ќе ставам слика за ова претходно што го зборевме за носачот и хаптените и како се диференцирале, сме добиле три различни антитела, значи сликата. Имаме, значи, носач, каде што се ставаат хаптени и се добиваат антитела за хаптенот, антитела за носачот и антитела за конјугатот на хаптен и носач. Добро. Значи видовме дека не сите антигени се имуногени. Сега, од тоа доаѓа произлегува прашањето зошто овие се имуногени, а другиве не се. Така, значи јас спомнав дека големината е еден важен фактор и тоа е стварно многу важен фактор. Но постојат и многу други. Така, зошто ова не е, а овие се. Така, зошто едните да се имуногени, а другите да не се. И сега ќе видиме некои фактори од кои тоа зависи. Ќе ги наброиме, па понатаму ќе ги објасниме. Значи, имаме овдека одреден антиген. И од што зависи, сега ќе видиме дали тој е имуноген и колку е имуноген. Така, дали ќе е имуноген и колку ќе е имуноген. Бидејќи некои супстанции не предизвикуваат иста јачина унаводници на имуниот систем во однос на други супстанции. Некои може да имаат драстични ефекти, додека некои да имаат доста лесни ефекти од наводници. Сега, еден од факторите од кои зависи е туѓоста на антигенот. Сега, што се мисли под туѓост? Под туѓост се мисли колку е различно од твоето. Така, значи, ние имаме различни протеини, јаглехидрати, липиди во нашиот организам, кои имаат некоја си дадена структура. И најчесто тие се слични во различни видови или помеѓу индивидуи. Така, например, јас и ти, двајца сме луѓе, имаме најверојатно некои си слични протеини, нормално ќе се разликуваат во одредени аминокиселини, на некои си места, така, може да имаме различни алели за некои протеини и слично. Затоа, нешто што е филогенетски подалечно од тебе, еволутивно гледано, да речеме ако гледаме како едно дрво на еволуција, така имаш кој се разгранува и иде по вака така натаму. И да речеме ти си овдека и што е подалечна гранката од организмот кај што взимаш некоја си супстанца, дали е тоа протеин, јаглехидрат или липид, што е подалечна, поголеми се шансите дека тоа ќе биде туѓо и дека ќе има посилен имунодговор.
Така, ако беше нешто што е овдека близу до тебе, значи ова е блиску, ќе има помал имун одговор, додека ова, бидејќи е многу туѓо, не мора секогаш да значи, но најчесто, ќе има посилен имун одговор кон него, ќе биде поимуногено. Така, значи зависи антигенот, дали е блиску до тебе или е по-туѓ. Ајде, ќе ги оставиме овие. И тоа најчесто зависи, како што реков, филогенетски, колку се разликуваат двата вида од каде што доаѓа антигенот. Зависи од тоа во кој биолошки систем се внесува. Така, например, ние имаме добро развиен имун систем, но например ако внесеш некој си антиген во некој си, не знам, инвертебрат, така или нешто слично, те имаат по-несофистициран имун систем, така што иако можеби е далечно филогенетски некој си против внесуваш у него, можеби нема да постигне да покрене токав имун одговор, бидејќи таков е самиот биолошки систем. Друго, зависи од колку често и во која доза се внесува дадениот антиген. Така, значи зависи од доза и честота. Зависи исто и од начин на внесување. И ова е многу битно начин на внесување. Ти ако внесеш некои си протеини, ако им внесеш директно во крв, нали, со игла, тоа ќе биде релативно катастрофално. Бидејќи без разлика од кај се, добро ако не се твои, и ги внесеш во крвта, одма ќе предизвикуваат многу голем имун одговор. Значи ќе влезеш во анафилактичен шок. Не мора, ама окей. Значи тоа е катастрофално, така не. Сега ако ги изедеш, ако јадам кикирики, ја нема ништо да ми биде, ќе се сварат у стомакот, ќе се разградат така натаму, нема да бидат директно во крвта. Се разградат аминокиселини, нема да имаме големи протеини кои ќе ми се шетат у крвта, така. Тие ќе бидат разградени, па ја ќе си направам од разградените мои. Значи, начинот на внесување даден антиген е многу битно, колку често се внесува, така и зависи во која доза, дали малце или многу. Друго што е битно е хемискиот состав, односно сложеноста на самиот антиген. Односно сложеност. Тоа значи, например, ако имаш некој си протеин, кој има таков си хемиски состав, да биде отворен, релативно отворен, ќе има доста откриени места на кои може да се прикачат различни антигени, односно ќе има повеќе епитопи кои ќе бидат слободни. Така. И тоа зависи од како ќе бидат поставен, од неговиот хемиски состав, колку е сложен, дали може да се прикачат лесно некои антитела или не. Една од исто многу битните работи е големината, молекулска големина. И ова е еден скоро исто од најважните фактори, исто кој со туѓоста и начинот на внесување, бидејќи поголеми молекули може да се врзат со повеќе антитела. Односно имаат повеќе епитопи и многу побрзо се сретнуваат со антитела. Така ти ако имаш еден крвен сад, имаш одредено антитело кој е овдека ваха и друго антитело кој е овдека ваха. Океј. Ако си ти мала молекула која е на вака точка и си шеташ, има големи шанси дека ќе ги утнеш. Така, ама ако ти си една молекула огромна вака, ти не можеш да поминеш да не се судриш со нив. Не може, значи многу лесно ќе најдеш на антитело, бидејќи има голема маса. И плюс ако има голема маса, има многу места, така, ова е еден епитоп. Зборевме минатото видео што се епитопи. Ова може да е друг, ова може да е трет, ова може да е четврти, и така натаму и така натаму. Значи има многу епитопи. И ем си голем, ем ќе се сретнеш со многу антитела. Затоа големината учествува, има многу голема важност дали овој антиген ќе биде имуноген. Ако е голем, има многу поголеми шанси. Нели тоа беше случајот со хаптените. Хаптените се малички и да помине овдека ќе биде таа многу слаба интеракција, нема ни да се врзе ни ништо, не може да се врзе кога е толку мало. Така. И затоа големината е многу битна. И последното нешто кој ќе го наброиме кој е битно е дали е
тешко за обработка и за прикажување. Така. Значи сложеност на обработка и прикажување. И прикажување. Нели ние зборевме дека ако имаш одреден антиген, тој ќе биде сретнат од страна на одреден антиген презентирачка клетка, да речем макрофаг, кој ќе го фагоцитира, тој антиген, ќе го раскрши на мали парчиња, и тие мали парчиња ќе ги презентира на МХЦ молекула, така, значи ќе ги земе, така ќе направиме, и ќе ги презентира овдека на површината, и сега може некоја Т клетка со нејзиниот T-cell рецептор да ги препознае. И тоа ќе покрине специфичен имунен одговор, веќе таа Т клетка ќе иде после ќе активира Б клетки. И така натаму и така натаму. Сега, ако овој антиген не може убаво да се обработи, така нели овдека имаме обработување, разградување, па треба да се однесе да се пресене МХЦ. Ако тоа не може да се направи со овој антиген, во тој случај тој нема да биде толку имуноген, бидејќи нема да се презентира од страна на антиген презентирачките клетки, нема да се презентира на МХЦ, тоа нема да го покрене убаво адаптивниот имунен одговор. Така што ќе биде помалку имуногена. Значи тие се основните работи од кои зависи дали еден антиген ќе е имуноген и колку ќе е имуноген, малку или многу. И сега ќе разгледаме сите овие фактори малце подетално. Океј, први значи ќе збориме за туѓост. Сега, во однос на туѓост, главно спомнавме тоа што требаше да се спомне, во однос на колку е два вида, односно два протеина од кои се изолирани се филогенетски поблиски, толку ќе биде помал имуниот одговор. Така што ако се земе серум албумин од крава, значи земаме говедски серум албумин и го ставиме внатре во друга крава, така, тоа ќе покрене релативно слаб имунен одговор и ќе бележиме се со некои бројки колку да изгледа како нешто. Значи ќе покрене 0,5% имунен одговор. Значи ова не се бележи со бројки, но ај онака. Значи ако го ставиме во крава. Ако го ставиме во зајак, во тој случај тоа е многу филогенетски различно. Така, во тој случај ќе покрене многу висок имунолошки одговор. Не знам, ќе ставам 90%. Повторно, ова не може да се бележи у проценти, но колку да се прикажа на колку е по-силен имунолошкиот одговор. И нормално ако се пренесе во нешто што е по-филогенски, по-блиску, например ако се стави во коза, така например го ставиме, ајде сега повторно со оваа боја, во коза, повторно ќе има релативно низок имунолошки одговор, ќе речеме, не знам, 10%, бидејќи козата е поблизу до кравата. Додека го ставиме во кокошка, ќе има најголем имунолошки одговор, бидејќи кокошката е авес, птица, така. Тотално се разликува од кравата, така, значи тука ќе ставиме, не знам, 95%. Сега, иако ова е точно и се окей, постојат одредени молекули, одредени протеини кои еволутивно главно се задржале. Например, колагенот низ сите различни видови еволутивно доста стабилен, односно не стабилен, него не е изменет на некој си начин. Значи колагенот и цитохром С, кои се наоѓа кај митохондриите, главно не поминале некои си многу промени, бидејќи едноставно такви се молекулите што ако настане промена, најчесто ќе умреш. Така што сите промени биле истребени. Така што ако земеш колаген од едно животно и го ставиш во друго, така нема да има некој си многу висок имунен одговор, бидејќи се релативно слични молекулите низ различни видови. Постојат некои си многу мали разлики. Додека некои молекули кои се дури од твојот организам може да предизвикаат имунен одговор. Например, некои молекули од рожницата и спермата. Тие, иако се твои молекули, значи ти ги извадат и ги ти стават у крв, ќе предизвикаат имунен одговор. Иако се твои. Зошто? Бидејќи имуниот систем најчесто не се среќава таму, така што нема некој си препознавање кон нив. Бидејќи памтите, не знам сега во кое видео зборев, како што созреваат клетките, например имаш Т клетка, или ајде да речеме вака, имаш Б клетка
И сега се создаваат различни видови на Б клетки со различни рецептори. Така, значи имаше една која е со портокалов, имаше една Б клетка која е со жолт, така е вака, која е со жолт и така натаму и така натаму. Се прават многу комбинации. И додека созреваат, нашиот организам ги изложува на нашите антигени. Му става тука парче од, не знам, од инсулин. И ако го препознае, ова ќе убиеме. Зошто? Бидејќи не сакаме да имаме клетки кои препознаваат наши молекули. Сега, иако тоа се случува, најчесто овдека при овој процес на селекција не се изложуваат на сите молекули. Особено нема молекули кои не се среќаваат од страна на имуниот систем. Така што ако таа молекула внесеш и кај тебе дури, ќе предизвика имун одговор, бидејќи имуниот систем не ја сретнал претходно. Такви се, например, делови од ткиво од рожницата и од спермата. Сега идеме во однос на големината, сега ќе разгледаме. Ставиме тука една табела, ќе земам со црвена боја, каде што е поголема молекулата е по-имуногена. И ова се мери во далтони, значи тоа е старна мерна единица, ама се користи во биологијата. Сега видовме како големината влијае врз имуногеноста, така може да има повеќе епитопи, поголеми се шанси дека ќе се сретне со антитела. Сега, ако имаме некоја си молекула која е над милион далтони, таа е многу имуногена. Така, значи, силно имуногена. Ако е под, црвена си проложам, ако е под 5 до 10.000 далтони, таа е слабо имуногена. А ако е под 1000, така, ако е под 1000 далтони, таа е неприметна. Така, значи исклучок. Иако постојат некои супстанции кои може да бидат имуногени, тешко е. Сега, од табелата си гледате некои си маси на различни протеини. Немам тука што да објаснувам, овој ќе биде најмногу имуноген, овој исто ќе биде доста имуноген, вие ќе бидат нешто си помалку. Така. Добро, овие две не баш, стварно и овие се високи. Сега, наредно зашто ќе збориме е химискиот состав, односно сложеноста. И интересно е, докажано е дека ако имаш некоја си молекула, кај што не е битно толку нејзината големина, него битна е колку е таа хетерогена или хомогена. Ако е составена од повторувачки единици кои се исти, да речеме една аминокиселина и постојано се повторува истата аминокиселина. Така, тоа ќе биде хомополимер. Во тој случај, таа е помалку имуногена. Но ако имаме некоја си молекула која исто така е голема, но е составена од различни аминокиселини, така значи сите се еднакви различни и хетерогени, во тој случај тоа го нарекуваме хетерополимер. И тој има повисока имуногеност. Друго, исто така е докажано дека различни нивоа на структура во однос на протеини имаат различна имуногеност. Нели имавме примарна структура која беше секвенцата аминокиселини, секундарна, терциерна и кватернерна структура. И зависно од како е поставен, може да има различни епитопи. Например, ова тука вака може да биде една фатна точка и ова да биде еден епитоп. Например, овдека при кватернерна структура може да имаш тука и тука, па можеш да имаш тука и тука, но внатре не може да влезе антитело, бидејќи е така како затворена структурата. Така што нема да имаш епитопи таму. Сега, наредно е, например, ќе збориме за за обработка и прикажување. Сега, ако една молекула или еден антиген е поголем, да речеме дека ова е макрофагот, така, или, дека веќе имавме слика, нацртано, ако овдека антигенот е поголем, има поголеми шанси, односно полесно е да се фагоцитира. Ако беше нешто си многу мало, тешко е да го фагоцитираш толку мало. Треба да го најдеш, треба да го собереш и после треба да го врзеш. Тоа е потешко да се забележи во наводници. Значи, поголемите работи полесно се обработуваат, а помалите потешко. Сега, во освен големината, во однос на обработувањето, има и самата хемиска структура. Да речеме дека имаме овдека еден протеин, така,
кој е изграден од D аминокиселини. Така, D аминокиселини. И имаме исто еден протеин кој е изграден од L аминокиселини. Ова се стереоизомери, значи ова е органска хемија. Сега не можам да објаснам што се D и L, но можам да кажам дека главно во природата се среќаваат како L. Така, значи ние сме изградени од L, скоро сите организми се изградени од L. Така што внатре во макрофагот има ензими кои разградуваат L аминокиселински протеини. Така што, ако го внесеш овој со D, ние немаме ензими да го разградиме. Ако не го разградиме, нема да се прикаже. Така, немаме прикажување, бидејќи не можеме да го разградиме. Зошто? Бидејќи немаме ензими кои разградуваат D аминокиселински протеини, бидејќи такви ретко се среќаваат у природата. Сега малце ќе спомнеме за доза и честота. Например, ако имаш, интересно е ова, например, некогаш може ниска доза, зависи од хемиска супстанца и зависи од биолошкиот систем, но некогаш може ниска доза да не предизвика имунен одговор, да предизвика, односно, подносливост, додека некогаш висока доза исто предизвикува подносливост. Зависи од супстанцата. Така што има еден експеримент каде што 0,5 0,5 милиграми од даден антиген не предизвикало имунен одговор, додека 1000 пати помала доза предизвикало. Така, значи, тоа ќе биде 5 по 10 на минус четврта милиграми. Ова предизвикува, ова горното не предизвикува. И се најди му НЗС. Некогаш не можеш баш да знаеш. Мислам, може да се увиди на некој начин што ќе се случи, но не е така очигледно. Сега, друго е честота. И ова е баш интересно. Например, ако земеш и додаваш, сега замисли сега ќе направиме еден крвен сад, каде што имаме одредени антитела кои може да се хуморални или врзани за Б клетки, не е битно, но ги имаме мал број кои се специфични за, например, овој антиген. И сега, например, на почеток имаш само еден и го ставаш првиот пат, не предизвикува некој имунен одговор, биќе се врзал само со едно антитело, така може со една Б клетка, не било нешто големо. Но еднаш како се врзало, тоа предизвикало пролиферација. Така што нареден пат ќе имаме повеќе антитела за овој антиген. И ова ако го повторуваш неколку пати, така неколку пати го внесуваш истиот антиген, со тек на време ќе се направат толку многу антитела, така што нареден пат кој ќе го внесеш, после некое време го внесуваш, ќе предизвика многу силен имунолошки одговор. Бидејќи со ова постојано мало дозирање си го зголемил бројот на антитела кои се врзуваат со тој антиген, така што нареден пат кога ќе го внесеш некојаш во иднина, бидејќи имаш толку многу антитела за тој антиген, одмах ќе се врзат и ќе предизвикаат силен имунолошки одговор. Така нема да биде онака да шета и пополека. И ова повторно нанесување антигенот така пополека, некој се нарекува бустер. Значи можеш да бусташ, да зголемуваш одредени популации на Б или Т клетки. Така, значи ова повторување може да се нарекува бустер, односно засилувач, каде што се зголемува некоја популација на Б или Т клетки. Значи ова би било некоја слика која ова може да се визуализира. Само да намалиме малце. Значи имаме првично изложување, така, иницијално изложување, и примарен имунен одговор. Секундарно изложување, секундарен имунен одговор. Значи гледаме колку е разликата. Така после некој време, зашто после првото изложување се направиле антитела, така што втор пат кога ќе го изложиш, веќе има спремни антитела и има многу силен имунен одговор. Сега овдека исто спомнавме за начин на внесување, значи можеби интравенозно, субкутано, парентерално, може да биде интрамускулно, и сите тие различни начини потикнуваат различен имунен одговор, бидејќи на различен начин ќе се сретнат со различни популации, случаи ќе се сретнат од имуниот систем. Ако внесеш, например, како беше субкутано, тоа ќе иде прави из кожата, па ќе стигне до лимфните јазли и тука ќе се заврши со тоа. Но ако внесеш интравенозно, таа ќе тера, ќе стигне до слезината, кај што има многу имуни клетки и по патот и на крвта ќе предизвика многу имуни реакции. И на крај ќе збориме само да спомнеме за адјуванси. 2-3 збора. Сега адјувансите, односно помагачите, ева ќе забележиме. Значи
односно помагачи. Се всушност супстанции кои се внесуваат заедно со антигенот за да ја зголемат неговата имуногеност. Значи ти имаш одреден антиген, речеме дека ова е антигенот, но тој антиген има ниска имуногеност. Не го потикнува толку имуниот систем, така што нема да се направат многу антитела. Но го врзуваш со одредена субстанција, односно адјуванс, што е слично како носачот, кога зборевме за хаптени. Така што сега оваа комбинација е по имуногена. Значи се зголемува по имуногена него ова. Така значи антигенот сам по себе може да има некоја пониска имуногеност, ама комбинацијата адјуван со антиген е поимуногена, така што ќе потикне посилен имунолошки одговор, ќе се направат повеќе антитела. Сега, главните бенефиции на адјуванси кои се користат вака во состав со антигени е дека го зголемуваат обстојувањето на антигенот во растворот. Значи полго Т на антиген, односно повеќе ќе се стимулираат антитела полго време. Имаме повеќе костимулаторни сигнали. Знаеме дека тие беа потребни за активација на адаптивниот имун систем. Мислам, као сигнализирање од вродениот. Зголемено е воспаление локално. И некои други ефекти. Сега се користат различни супстанции како адјуванси, така значи тоа може да бидат алуминиум, натриум сулфат или се бележи како алум. Има и други кои се базираат на други методи, има некои фроиндиови помагачи и така. Ама нема да се задржуваме на ова толку, може да се разгледате сами, едноставно мислам дека не е толку битно. Така што тоа што беше, што сметам дека е битно, го поминавме и видовме, да го поместам ова, видовме за што се тоа имуногени, од што потекнува имуногеноста, зашто некои работи се поимуногени, зашто некои се помалку имуногени, разлика помеѓу имуноген и антиген. И тоа е главното. Да спомнавме нешто за хаптени и така натаму и така натаму. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.